Добар ден, криптоентузијасти. Денес имаме доста интересни вести од целиот свет и тоа од различни сфери. Реално правиме ове, за тоа што веќе знаете и сами неколку пати до сега направивме објаснување во различни сфери како сите можат поинаку да делуваат на крипто секторот, со тоа што не значи дека секогаш сето тоа треба да биде исклучиво одредена економска сфера. Тоа многу често може да биде поврзано со геополитички или воени конфликти и случувања во светот, кои што исто така може да опоместат криптопазарот, со тоа што една многу интересна вест која што моментално се развива е TTP, Терике Талибан. Пакистан е уствари фракција на афганистанскиот талибанско движење, кое што моментално, значи ова е буквално неколку часа старо, практично моментално истите веќе направиле свој кабинет со министри, кои што моментално треба да водат еден дел од Пакистан, кои што они го прогласуваат за независен од Пакистан, а кои што на самата граница помеѓу Афганистан и Пакистан, а Пакистан самиот по себе е една од најголемите земји во светот, со тоа што знаеме и сами дека талибанското движење во Афганистан е уствари почнато во Пакистан, кое што понатаму е фактички самиот Пакистан го користи да го зголеми своето влијание во Афганистан. Знаеме дека двете се муслимански држави и дека допред некој време има многу добра соработка, додека требаше да се бори против американците, да сето тоа моментално да детериорира и да дојде до ситуација во која што, значи, ова талибанско движење во склоп на Пакистан, кој што самиот по себе не е воден од Пакистан, не е воден од талибанците, е моментално до тој степен, да речем, сепарирано, што има целосна поддршка од Афганистан и се обидува да завземе дел од Пакистан, што во кратки црти значи дека Пакистан веќе најавува војна, во која што толку биде нападнат, ќе ги нападне сите овие бази фактички и ќе се обиде да ги уништи позициите на овие TTP. Проблемот од целата оваа ситуација е тоа што ова може да значи општа војна помеѓу Афганистан и Пакистан, затоа што Афганистан веќе назначува дека е позади целата оваа фракција на ТТП, што може да предизвика голема војна, која што исто така може да се одлие во околните држави, како што се Бангладеш, Индија и слично. Нестабилност во регионот, посебно во Индија, со оглед на фактот дека Индија е еден од најголемите поседувачи и, да речем, оние држави кои што имаат голема адаптација помеѓу населението, значи не на регулативна база, е еден од оние кои што ќе биде највеќе погодени, што значи дека може да го погоди и самиот криптопазар, затоа што знаеме и сами дека во нестабилност прво нешто од кое што се ослободувате се оние ризични средства кои што ги имате како капитал. Така да во оваа ситуација, доколку на некој начин биде погодена Индија, нормално и Пакистан исто така има својствено адаптирање на криптовалути, може да имаме голема ликвидација од некој вид. Мораме да видиме како тоа ќе изгледа, но како што кажеме, ако се сеќавате во она видео за конфликти во светот, значи кога имаме нов конфликт, без разлика каде се наоѓа, разликата е во тоа што колку повеќе е блиску до одредени западни цивилизации, толку повеќе ќе реагира самиот пазар. Доколку оваа ситуација е малку подалеку, тоа не го менува фактот дека повторно ќе имаме реакција, соодветна сигурно, но барем сега за сега војната се уште не е почната, доколку се случи такво нешто во текот на неколку денови од сега па натаму, можеме да очекуваме пад на пазар. Значи, војна или воен конфликт во овие ситуации, мораме да видиме како исто ќе се одвива. Јас само ви го кажувам ова затоа што е една од оние вести кои што може да предизвикаат некој, да речем, минимален пад на пазарот. Сега колку ќе биде минимално останува да видиме, но може да предизвика поместување на самиот пазар. Исто како што, например, оној обид за преговори помеѓу Украина и Русија може да предизвика растење на пазарот, затоа што стабилизирање на овие две држави и потенцијално завршување на оваа војна автоматски може да доведе до стабилизирање на некој начин и на многу голем дел од традиционалните економии, како и дополнително тоа да се одрази и на самите криптовалути. Така да имате го тоа превид. Почнување на конфликти и завршување на конфликти воени секогаш позитивно или негативно се одразува на пазарот, соодветно. Сега, следно многу интересна работа која што сакам да наполнам е дека биткоин хешрейтот е комплетно нормална, како што може да видите повторно се наоѓа на неговиот all time high, со тоа што ако се вратиме на дневно ниво ќе видиме каде уствари е забележен падот, но поради тоа што самиот пад гледаме дека овие свеки
во оваа ситуација не се свеки, нели, затоа што е диаграм представен со линија, туку го погледнеме на неделно ниво затоа што овој пат беше толку краток, значи дури не се не регистрирал практично, имаме нормална, сосема нормална корекција и гледаме дека биткоин хешрейтот е сосема во нормала и е на својот all time high повторно, што значи дека барем за овој дел не мораме да се грижиме воопште, значи дека на некој начин најголемиот дел од ова страшно време во Америка е завршено и сите оние майнинг фарми кои што беа исклучени поради ваквото време се повторно онлайн. Следно нешто за кое што треба да разговараме е доста битно и тоа е Valkyrie, кој што моментално се обидува да го превземе ETF-от на Grayscale. Значи, овдека јас имам слика на која што можеме да погледнеме сите ETFs кои што моментално се, да речем, битни во сферата на крипто, со тоа што можеме да погледнеме дека овие се последните кои што сега беа практично одбиени. Значи, гледаме дека во оваа листа ги имаме и Valkyrie со својот futures ETF, кој што не е spot ETF, значи ако се сеќавате, ние разговараме за ова, во случај да не ви јасно што представува ETF, значи ќе ве замолам да се вратите назад, имаме посебно видео, само запишете ETF на нашиот канал, ќе го најдете во едукационите видеа каде што објаснуваме точно што представува. Во кратки црти ETF представува фактички додавање на одредено средство на берза кое што понатаму ќе може да се тргува. Со тоа што ETF во оваа ситуација значи беше одобрен за биткоин, кој што беше еден од оние катализатори на цената на биткоин во текот на 2020-2021 булранот. Со тоа што првиот таков биткоин беше Bitcoin Futures ETF, каде што XBT е фактички тикерот за ова средство кој што може да се тргува на берзите е на Valkyrie. Односно оваа компанија која што, ако не се лажам, беше од Тенеси, да, мислам. Да, значи ова е повторно е менаџер кој што има под своја менаџерска палка одреден капацитет, односно капацитет на капитал, кој што во ова време моментално истапува и се обидува да помогне на Grayscale со тоа што се обидува да го превземе нивниот Bitcoin Spot ETF. Затоа што знаеме дека моментално Grayscale ETF-от, кој што можеме да го погледнеме овде, беше одбиен, значи гледате, awaiting approval, ова беше одбиено, што значи дека на истава листа на Valkyrie име одобрен, затоа што не е спот, односно овој ETF кој што го има моментално Valkyrie не е подкрепен со вистински биткоин, туку со хартија од вредност во против вредност на цената на биткоин, додека за разлика од тоа, Grayscale сака да го транспортира својот GBTC фонд, кој што на вистина поседува огромна количина на биткоин, а тоа е негде околу 630.000 и да го претвори во, мислам дека има точно бројката да видам како изгледаше. Само момент, не, зашто го немам. Како и да е. Значи и сака да го претвори во своевиден, мислам дека беше овде. Своевиден фонд кој што директно ќе може 643.572 биткоини моментално има фондот на Grayscale. Со тоа што знаете и сами, значи ова е многу битна вест затоа што ако се сеќавате веќе неколку пати разговараме дека ситуацијата со Digital Currency Group, Grayscale и Genesis не е ниту одблиску решена, со оглед на фактот дека Genesis се уште должи, дека оние 900 милиона кои што ги должи моментално на Gemini се фактички веќе во процедура пред суд, каде што иако не е почнала судска постапка, моментално има соодветни тоа се фактички менаџери за ревизија од соодветни ревизиски куќи светководствени, кои што моментално помагаат на оваа група на инвеститори на Gemini да кои се опциите за да ги практично добијат назад овие 900 милиони, односно како да се приде на овој проблем во однос на долгот на Genesis, со тоа што ако се сеќавате разговаравме дека помеѓу себе овие компании имаат внатрешни долгови со оглед на фактот дека DCG представува компанија која што е мајка на 5 компании, во кои што спаѓаат и Grayscale и Genesis и останати 3, со тоа што овие моментално се најафектирани. Затоа што имате DCG кој што моментално должи на Genesis, кој што моментално должи на Gemini, значи помеѓу себе имаме должничко обврзнички односи помеѓу сите овие и дополнително на сето тоа оние очекуваат дека фондот на Grayscale, кој што конечно требаше да добие дозвола да стане ETF спот биткоин прв на светот, ќе има многу поголем, значи во моментот кога ќе биде одобрен ваков тип на ETF, како што е овој на Grayscale, затоа што е спот ETF, значи исто како Valkyrie ќе биде првиот таков ETF кој што дозволува на корпорации и институции директно на берзата да купуваат и продаваат
биткоин, затоа што овој фонд на Grayscale е уствари фонд кој што на вистина поседува биткоин во име, односно го држи под кастади на своите инвеститори. Така да, ако они успееат тоа да го направат, значи они ќе испаднеа од целата оваа криза затоа што значи моментално самиот Grayscale наплаќа 2% или 200 поена како што они го велат тоа. Значи само да го покажам тој дел, мислам дека дека беше запишано. Да, значи моментално истиот наплаќа 2% на годишно ниво од вашата количина на биткоин која што имате во нивниот фонд, само затоа што он го врши кастадито во ваше име и се грижи за овој фонд. И тоа е огромна количина пари која што на годишно ниво им носи голем профит на првенствено Grayscale, а истиот тој профит може да се користи со цел да се затворат овие дупки кои што ги има и Genesis и DCG. Но за жал иако они ги добија овие 2%, но инвеститорите се незадоволни. Ако сеќавате на претходните вести, покажавме коментари во кои што самите инвеститори предлагаат дека треба нешто да се промени, затоа што не се задоволни со менаџментот на овој ETF спот фонд, кој што се уште не е настанат во ETF, затоа што беше одбиено страна на SEC и нормално моментално како одговор на ова, самиот Grayscale веќе започна постапка против SEC, затоа што по не знам кој пат им го одбиваат овој ETF и без соодветни причини, нормално, но нели SEC секогаш е во истата одбрана, односно дека се уште Америка не е спремна за криптовалути да се тргуваат директно на берза, значи нели поради недокажаната сигурност на ваквите валути, нели недокажаната сигурност, пошто биткоин е несигурен, но акциите се многу сигурни, но нели ајде да не разговараме за тоа, ќе ви покажем малку подоцна во некои од овие слайдови за кои што ќе разговараме. Значи, како што кажеме, идејата на Valkyrie е дека истиот самиот по себе веќе има соодветно искуство. Иако директно не тргува со биткоин на берзата, тргува со фьючерс, односно тоа се своевидни акции од вредност кои што практично ја предвидуваат цената на биткоин во иднина и затоа и фактички има своевидно искуство за тргување на барем хартии од вредност во противвредност на биткоин на берзата. Со тоа што кој е решението? Значи, Valkyrie моментално излегува со предлог дека, значи им дава три потенцијални решенија. Доколку дојде до ситуација во која што значи самиот Grayscale и DCG не можат да опстојат со овој фонд, значи за истиот да не колабира и да се излие на пазарот, затоа што во таа ситуација ќе имаме многу лош момент за целиот криптосектор. Ова се позитивни вести, односно Valkyrie е спремен да го преземе моментално целиот фонд, со тоа што се уште не е точно објаснето како планира тоа да го направат, но идејата е дека затоа што моментално и самиот фонд тргува со толку негативна разлика од 45%. Значи самиот спот ETF кој што моментално е фонд на Grayscale треба да тргува по истата цена која што има биткоин. Но поради тоа што оние намалуваат со цел да соберат пари кои што им се потребни во ситуацијава постепено, значи дојде до ситуација цената на овој биткоин кој што го има во фондот да вреди само 45% од регуларната цена. Затоа што нели на крајот од денот ова се хартија од вредност. Колку повеќе хартија од вредност вие фактички принтате, толку повеќе се намалува вредноста на самата хартија од вредност во спротивно од она што вие го чувате како противвредност на истата хартија од вредност. Ме разбирате? Значи тоа е како вие да имате злато, така, кое што треба да покрие одредена сума на пари, како што претходно самите пари беа поврзани со злато. Но колку повеќе пари принтате, кои што треба да бидат покритие за ова злато, толку повеќе овие пари се помалку вредни. Иако златото има истата сума, затоа што вие се уште имате иста количина на злато. Но колку повеќе пари принтате, толку повеќе вредноста на тие пари ќе биде намалена, затоа што вие немате соодветно злато да ги покриете. Ме разбирате? Така и во оваа иста ситуација. Значи они продаваат и понатаму хартија од вредност, но не купуваат нов биткоин, затоа што нели, за да купат нов биткоин потребни се нови средства, они веќе се во долг. Така да идејата на Valkyrie е многу добра, односно им даваат на некој начин три соодветни да речем решенија, со тоа што доколку го превземат овој фонд, ќе им дозволат во првата и третата солуција директно или да им биде врачен биткоин доколку сакаат, значи практично првата солуција е да им биде даден биткоин во противвредност од тоа колку биткоин поседуваат во согласно со хартиите од вредност кои што ги поседуваат од овој фонд, додека втората е да бидат исплатени во кеш практично инвеститорите кои што сакаат да излезат од оваа ситуација, но да бидат исплатени, тоа е најдобриот дел по реалната биткоин цена, што е многу добро. Затоа што инаку ако треба ова да го направи моментално Grayscale, ќе треба да ги исплати според реалната цена на хартиите од вредност кои што има на пазарот, која што е само 45% од вкупната цена на биткоин, што е многу страшно. Како и да е.
И втората, која што мене барем најдобро ми изгледа, значи Валкари сака да им понуди затоа што има повеќе вакви фондови кои што фактички наплаќаат нека одредена сума за да чуваат голема количина на крипто, посебно биткоин во ваше име. Значи наместо да наплаќаат 200 поени, односно тоа е 2% на годишно ниво, истата ова рента фактички да е намала на 0,75%, со тоа што фактички ќе го преземат ризикот да го работат овој фонд и да го вратат во нормала според самата цена која што треба да има, односно да идејата е да додадат инвестиција која што ќе биде да речем во одредена сума на пари, која што ќе ја дигне повторно, значи фактички оние кои ќе купат одредена количина од овие хартии од вредност, цената на самиот GBTC, која што е хартија од вредност во спротивност на биткоин кој што го поседуваат, ќе се врати на онаа нормална практично pegged цена на самиот биткоин. Сега, за тоа да го направат, они фактички предлагаат да го водат овој фонд и им предлагаат на инвеститорите едно од овие три решенија, односно да бидат исплатени во кеш, да бидат исплатени во биткоин доколку сакаат да излезат, или пак да останат и понатаму во овој фонд, но наместо 2% да плаќаат 0,75% на годишно ниво, што мене ми изгледа како фер понуда, иако моментално од DCG нема одговор. Значи е доста битно затоа што ова е потенцијално решение на целиот овој проблем. Затоа што со финансиите кои што ќе ги добие DCG преку внесување на овој капитал од страна на Валкари, ќе има доволно средства да ги покрие овие проблематични сфери кои што ги има и во Genesis и со самиот себе си. Така да останува да видиме како ова ќе се заврши, но добро е барем да се знае дека некој истапи со соодветно решение и со предлог за да даде инвестиција во овој фонд, затоа што они ова намалување на цената на GBTC го прават со цел да привлечат инвеститори за да ги покријат овие загуби, но гледаме дека тоа не работи сега. За сега, како и да е, ова е потенцијално решение кое што се надевам дека Валкари ќе го задржи на маса и се надевам дека конечно на вистина ќе се затвори ова, затоа што ова е на некој начин најголемиот потенцијален Black Swan евент кој што може да се случи. Сега, следно што сакам да спомнаме е ова, не знам сега искрено, овој Майкл Бари, гледам дека доста луѓе го ценат, претпоставувам дека е некој од овие, да речем, финансиски гуруа кои што знае што зборува. Идејата е дека истиот самиот по себе вели дека инфлацијата може да се врати, со тоа што, значи, нормално, како што знаете и сами, ништо не оди само нагоре, ништо не оди само надоле, со оглед на фактот дека имавме постојан пад на CPI и на кор инфлацијата, како што можеме да видиме CPI, на кор само последователни 2 месеца, но беше значителен падот во последната, ако се сеќавате, анализа. Значи, идејата е дека самиот по себе вели дека е може да се практично зголеми повторно инфлацијата која што може да изреагира негативно во однос со политиката која што ја има самиот ФЕД. Сега, значи да не забораваме дека ФЕД приказната се уште е овде. Значи тоа е една од најбитните работи, јас затоа значи во оваа ситуација нема да разговарам длабоко за сега таа ситуација, но само сакам да напоменам дека имаме битни датуми кои што следат, а тоа е првиот на 7 јануари, кој што треба да ни даде само да видам каде беше точно. Не, извинете, само момент. 6 јануари, значи долниот, ова е за претходната година. Значи 6 јануари 2023 година ќе добиеме каква е ситуацијата со невработеноста во Америка, што е доста битна, ако се сеќавате, со оглед на фактот дека многу е битно, значи сега пак. Ова е позитивно и негативно во наш контекст, сега ќе објаснам зошто. Значи доколку го погледнеме индексот за невработеност, значи во наша корист би било конечно невработеноста да се качи на 3,7% на ниво на Америка, затоа што досега, ако знаете и сами од оно што разговаравме, 4% е нивото под кое што значи невработеноста по 4% на целиот во целата американска обединетите американски држави е на многу солидно ниво. Тоа покажува дека економијата е се уште цврста и дека се уште нема потреба, значи Федералната резерва да размислува за да запре со рейт хајксот, така. Со тоа што моментално е 3,7 и очекуваме конечно, значи барем многу од експертите очекуваат дека конечно ќе почне овој индекс да се качува со оглед на фактот дека имаме најави за рецесија. Значи затоа и ова е битно што ова дека го разговарам, значи да не се качи инфлацијата. Инфлацијата и само по себе да продолжи надоле, значи битно е да не заборавиме дека моментално се зборува активно за рецесија, иако тоа до сега беше заскриено позади она дека гледате јака економијата се уште се држи невработеноста и слично, но првите знаци кои што ги добиеме дека невработеноста ќе почне да се качува до и над 4%, ќе почнат да покажуваат
јаки знаци на рецесија на Обединетите американски држави, кои што понатаму нормално ќе се одрази во целиот свет. Сега, во оваа ситуација, значи она што е најбитно да го запазиме е дека качувањето на индексот на невработеност над оваа линија нас уствари ни одговара. Зошто е тоа така? Значи промената на Федералната резерва моментално да не продолжува и понатаму со оној агресивен терк на качување на рейт хајксот за 0,75%, значи веќе запре, да. И сега моментално го качија за многу помалку, значи за само за 0,5. Но нивната идеја и сега моментално имаме 4,5% камата на се што до сега Федералната резерва дала, испринтала во пари или ќе испринта во иднина. Сега проблемот каде е овде? Проблемот доаѓа што самата Федерална резерва нема да пристапи кон правење на ништо во однос на оваа каматна стапка, дури ќе продолжи да ја зголемува и тоа веќе е најавено дека ќе ја зголеми до околу 5%, значи иако тоа не е потврдено според одредени прашања на новинарите на нивните пресконференции, како и одредени стручњаци кои што се многу полово во ова од сите нас. Значи, идејата е да се задржи, значи, откако ќе се достигне 5%, а тоа може да се достигне уже следниот месец, ако во овој месец, значи тоа е 20, значи следниот состанок на Федералната резерва е на 31 и 1 февруар, со тоа што на 1 февруар, ако Федералната резерва одлучи да ја зголеми каматна стапка за 0,5%, ќе дојде до онаа конечна 5% каматна стапка која што за нив би била соодветна, значи како што они напоменаа, и истата ќе ја задржи во одреден временски период, што може да значи и со месеци, со цел да дојдеме до ситуација каде што CPI и кор инфлацијата ќе се вратат до оние индекси кои што за нив се прифатливи, со тоа што највеќе знаете и сами се гледа CPI инфлацијата, која што очекуваат да се врати до 2%. Сега, зошто е ово битно? Значи, ако се случи невработеноста да се качи над 4%, автоматски Федералната резерва веќе влегува во својата втора сфера. Првата сфера е да ја држи инфлацијата до одредено контролирано ниво, кое што според нив би било, нели, најдобро да биде околу 2%, додека втората е да ја држат невработеноста под 4%. Со тоа што секое растење на невработеноста над 4%, а веќе има проекции дека истата ќе порасне многу над 4%, представува дека економијата почнува да пропаѓа, значи се очекува рецесија, сега пропаѓа. Пропаѓа не значи дека готово нема да постои Америка, туку пропаѓа значи дека нема да има соодветен профит, нема да има доволно профит за да може да се практично намали невработеност, затоа што вас ви е битно да немате невработеност во државата. Колку повеќе невработеност, толку повеќе се склона целата држава кон дестабилизација. Така да поради овие причини, колку повеќе се качи конечно ова нагоре над 4, толку побрзо ќе ја принуди Федералната резерва не само да престане со следни рейт хајкс, туку и да почне да ги намалува. Сега проблемот е што оваа ситуација ако почне да ги намалува прерано, ќе имаме повторување на рецесијата, на инфлацијата, која што може да доведе до хиперинфлација и уште поголема рецесија и веќе да стане депресија целата оваа ситуација. Но барем ако ништо друго ќе го забрза она што да речеме ако сега пример, ако оваа стапка остане под 4% во следните 3-4 месеци, тоа ќе ја даде слобода на Федералната резерва и понатаму да продолжи да ги држи рейт хајксот на 4-5% и на тој начин да ја блокира економијата и понатаму, односно да го држи стравот на пазарот висок. Обратно, доколку дојде ситуација во која што невработеноста ќе порасне на 4%, Федералната резерва веќе нема да има избор освен да почне да размислува за намалување постепено на рейт хајксот, што нас ќе ни дозволи ризичната економија, односно хартиите од вредност, суровините, криптовалутите и слично, да после повторно се враќа. Значи, она што го велат tightening, така, значи доколку се сврте обратно и во оваа ситуација почнат да релаксираат економијата, односно да ја пуштат машината за пари повторно, значи во таа ситуација ќе добиеме намалување на стравот и ќе добиеме конечно соодветно економија која што е дозволено да расте. Се разбираме. Значи со рейт хајксот вие ја обструирате, значи не ги дозволувате да расте. Значи тоа е на кратко, иако знам дека ова е малку комплицирано, но оние кои што следат нашиот канал постојано, значи ние постојано објаснуваме за ова, нормално подетално ќе објасниме кога ќе дојде моментот да веќе ги добиеме овие извештаи и да напоменеме само, значи на 6 јануари ќе добиеме кој е новиот индекс на невработеност за месец декември, односно ќе видиме каква ќе биде оваа стапка, потоа на 12 јануари ќе добиеме која е инфлацијата, значи дали имаме покачување или снижување и на CPI и на кор инфлацијата, тоа е многу битен датум, знаете и сами,
намалување на инфлацијата секогаш значи релаксирање на пазарот, намалување на стравот и растење на цените и обратно, зголемување на инфлацијата значи враќање на стравот назад и нормално паење на цените. Сега ќе видиме како се тоа ги се одигра, со тоа што овие два извештаи ќе не водат до следниот, а тоа е на 31 и 1 јануари, кога Федералната резерва ќе одлучи што понатаму ќе прави со монетарната политика на Америка и ќе видиме што понатаму ќе добиеме од целата оваа ситуација, со тоа што мораме да напоменеме дека и понатаму, значи тоа е една од добрите работи, значи доларот продолжува да паѓа, што нас ни е една од најбитните работи, затоа што колку повеќе доларот паѓа, знаете и сами толку повеќе очекуваме раст на сите останати практично ризични категории, како што рековме се тоа хартија од вредност, криптовалути и слично. Значи гледаме дека има потврден пат, веќе го изгубив претходното дно, чисто на кратко. Тоа е оприлика се повеќе ќе добиете во техничката анализа. Следно нешто за кое што ќе поразговараме е самите традиционални пазари, со тоа што овој интересен, да речам, текст вели вака. Моменталната ситуација на традиционалните пазари е толку лоша, што вели, доколку би имале, да речеме, портфолио во текот на 2020 година, кое што би се состоело 60% акции и 40% овие се обврзници, значи зборуваме државни обврзници, значи вие би имале толку лош перформанс на вашето портфолио, што последен пат таков лош перформанс, односно таква лоша, да речем, профит, бил забележан во 1932 година. Значи, замислете, тоа се скоро 100 години, 90 години, откако толку лош бил, да речем, повратокот од инвестирање на овие пазари. Така. Сега, тоа зошто ви го кажам? Многу е битно затоа што многу луѓе гледаат криптовалутите паѓаат и ништо друго не паѓа. Нормално затоа што многу колку од вас поседуваат, не знам, акции во Тесла или во Microsoft или не знам во British Petroleum или не знам во China Mobile. Значи идејата е што ние многу малку ги следиме традиционалните пазари. Тоа е голема грешка. Јас како канал се обидам тоа да го исправам затоа што, значи, сакале ние или не, традиционалните пазари се паралелни со криптопазарот и најчесто овој одлив од една во друга буквално се одвива периодично, но за жал се уште се толку корелирани што двата одат или нагоре или надолу. И традиционалните пазари и криптопазарите. Тоа е разбирливо со оглед на фактот дека контра од овие два пазари е вредноста на валутите, односно во случајот доларот, со тоа што колку повеќе доларот се движи нагоре, толку повеќе овие два пазари паѓаат во вредност и обратно. Така да затоа и нормална е оваа корелација. Сега, она што мораме да го напоменеме е дека не е само страф на пазарот во криптовалутите. Значи ние се наоѓаме во крајно негативна економска, да речем, сфера во целиот сектор, во целата економска, да речем, сфера низ глобалното тргување. Значи, зошто го велам ова? Ако значи да ги споредиме најголемите компании, затоа што на пример многу луѓето гледаат дека, не знам, Solana паднала 90%, Cardano паднал 90%, не знам кој паднал 90%, но доколку ги погледнеме и традиционалните компании, нема некоја огромна разлика. Затоа што нашите пазари, односно криптопазарот е многу млад. Затоа и не очекуваме да се држат толку добро како овие. Но во традиционалните пазари, како на пример Netflix, Meta и Zoom, Spotify, Tesla, се паднати повеќе од 51% на нивните акции од вредност. Значи, од 57 до 70, фактички сите овие компании. Тоа се едни од најголемите корпорации на светот. И во традиционалните пазари, пат од 50 до 70% е катастрофален пат. Значи, истото тоа што ние го гледаме 90% во криптосекторот, овдека е 50 до 70%, да речеме негде помалку од сето тоа. Значи, и тоа зборуваме, ова се, како што може да видите, технолошки компании. Значи, таков тип на компании, како што се во случајов, не знам, дури и Apple, и Microsoft и останатите, сите имаат големи загуби. Затоа сакам да напоменам дека корелацијата како во движење нагоре, така и во движење надолу. Така да бидете мирни кога станува збор за овој пат, оваа корекција која што моментално ја гледаме. Значи, ова не е само во криптосекторот, ова е буквално во секој сектор моментално кој што го гледаме. Па е и овдека вери дули и моментално safe as houses, што уствари изрека дека најдобро би било како и секогаш да инвестирате во недвижнини. Дури, значи, во оваа ситуација, нели и во Америка, каде што имаме еден најбрзо растечките маркети за недвижности, вели дека од септември, октомври па наваќе имаме стагнант би бил практично во стагнација, односно самиот маркет не ги добива оние очекувани растења на цените кои што би сакале да ги добие во однос на нивните проценки.
Сега, ова што моментално го гледате овдека, би се вратил само на една интересна работа, а тоа е ова. Значи, ова јас постојано го користам во моите видеа, а тоа е значи, овие луѓе се проблемот во светот. Значи, Ротшилд, Рокфелер, Сорос, тоа се проблемот, тоа се оној буквално рак во светот. Но, она што го направиле е се уште многу практично. Она што го кажале е се уште многу практично. Поентата е што наместо да учиме од Кардашијанс, треба да учиме од овие луѓе, затоа што овие луѓе навистина знаеле што правеле, затоа и станале да бидат најбогатите на светот. А ово што го кажал, значи јас навистина до сега неколку пати сум го испочитувал и можам да кажам дека навистина добро се одразило на моето портфолио, а тоа вели вака. Buy when there's blood in the streets, even if the blood is your own. Значи, ова е изрека на барон Ротшилд, тоа е уствари оној барон кој што ние го разговараме од времето на железницата на Америка, кој што бил паметен и знаел што треба да купи и кога. Значи, не само што бил визионер и знаел во што треба да вложи, туку и многу добро кажал. Вели, значи, треба да купите кога има вика крв по улиците, па макар и крвта на улиците да е ваша. Што уствари сака да кажем? Тоа е исто како, например, председател на Ел Салвадор. Зошто го велам ова? Значи, вие веќе сте влегле во нешто, така, и вие верувате дека тоа нешто, во оваа ситуација, значи Ел Салвадор, Букеле и биткоин, значи верува дека биткоин навистина ќе успее, така. Сега кога веќе верува дека навистина ќе успее, дури да не купува во правилниот момент, ова што го вели во вториот дел од реченицата, even if the blood is your own, значи дури да сте во загуба, кога навистина верувате дека нешто ќе успее, значи треба буквално што велат double down. Односно, дури да сте во загуба, уште толку внесувате пари, затоа што има уште една интересна изрека, а тоа е од Уорен Бафет. Значи, Уорен Бафет е еден од оние кои што навистина најдве ќе успеале во тргување со харти од вредност и вели the stock market is a device for transferring money from the impatient to the patient. Ова е она што моментално го вели. Значи, првото е буквално да направите double down на оно што верувате. Повторно, не ви кажам во што треба да верувате, значи може вие купувате, не знам, нафта, може купувате злато, ваш проблем. Но оно во што верувате и ово што моментално Уорен Бафет го вели, вика, значи се иако тоа он го вели за берзата, тоа не го менува фактот дека и самиот криптомаркет е многу исто, значи иста ситуација, само што средствата кои што навистина ги поседувате, навистина ги поседувате. Значи берзата е направа која што ги трансферира парите од оние кои што се нетрпеливи на оние кои што се трпеливи. Односно, буквално оно што го разговараме. Значи, вие не може да очекувате прс кеш кога станува збор за криптопазар. Мора да одите низ целиот овој циклус. Значи, треба да знаете кога да купите и да знаете кога да продадете. И не може да бидете нетрпеливи. Значи, не трпи. Значи, самиот криптопазар не трпи нетрпеливост. Значи, оние кои што навистина добиваат пари, најчесто тоа го прават затоа што исчекале преку целиот bear market и продале во целиот bull market. Но за тоа потребно е време. Оно што моментално ние го разговараме, значи дури сакам да го напоменам како почеток на оваа 2023, јас не очекувам голем профит во 2023. Ако добиеме одреден профит, јас ќе бидам презадоволен. И очекувам, ако веќе добиеме, тоа да биде дуплирање на оно портфолио кое што ние го имаме сега. Но главниот профит ќе дојде во следната година, затоа што оваа година и понатаму ќе биде година на рекавери. Значи, повеќе ќе разговараме утре околу тоа, каде што ќе испоредиме овие години во претходните bear маркети, значи, онаа година после падот. Каде што најчесто пазарите се движат хоризонтално. А движењето хоризонтално само значи дека и понатаму ќе имате момент за да акумулирате, но тоа не го менува фактот дека треба да бидете трпеливи. Тоа е оно што мора да го научите доколку го сакате на вистина да бидете профитабилни во овој маркет. Така да ќе напоменам уште еднаш, значи потребно е да се задржите на овој пазар, немој да очекувате дека ќе добиете веднаш фактички веднаш пари како што многу луѓе го очекуваат тоа, но кога ќе добиете, ќе бидете многу задоволни од тоа што сте почекале кога треба да почекате. Така да ќе разговараме и понатаму за овој циклус, ова е повеќе техничка анализа отколку фундаментална, но е интересна работа затоа што буквално може да видите дека сите пазари моментално се во иста ситуација и дека без разлика дали ќе купите во крипто или во традиционални пазари, сите оние кои што купуваат сега ќе видат оние кои што ќе бидат многу задоволни затоа што купиле кога пазарите конечно ќе се коригираат нагоре. Следна интересна работа која што треба да спомнеме е Alameda Research, односно само неколку дена откако SBF, значи знаете и сами е пуштен со кауција од 250 милиони во домашен притвор, значи истиот, значи во моментот кога е пуштен од тој момент па натаму веќе имаме, значи ова се огромен број на трансакции од walletите на Alameda Research, каде што голем дел од средствата се,
Значи и тоа не само што се испразниле, туку истите, значи буквално направиле неколку трансфери, да речеме од Ethereum во Tether, од Tether во ако не во миксери. Значи идејата е дека ако знаете што се миксери, значи миксери представуваат соодветни апликации, повторно тоа се блокчейн апликации кои што фактички ја кршат врската помеѓу она што го поседувате и нивната историја на трансакции. Зошто е тоа така? Значи, доколку не постои миксер, вие нема да може никако да скриете што моментално, значи која е историјата на тоа средство кое што вие моментално сте го трансферирале. Така. Затоа што миксерот прави многу интересна работа. Значи, тоа е како четворица да дадат по еден етериум во исто време и миксерот да ги замени овие етериуми и сите да добијат еден етериум назад, но тоа да не биде оно етериум кој што вие сте го дали. Затоа што знаете и сами дека сите трансакции на блокчейнот се јавни и многу едноставно може да се види кој етериум каде се придвижил. Овие миксер служби, значи, иако нема многу голем ликвидност, значи ако има тогаш овие големи хакови веднаш ќе се движат таму и тие миксери веднаш ќе бидат нападнати од владите, но поради тоа што има мал ликвидити, користени се многу различни миксери, каде што Ethereum и USDT се практично буквално на овој начин измиксани за да се скрчи она поврзаност помеѓу основниот Ethereum или USDT кој што вие сте го внеле и оној кој што вие го добивате надвор од миксерот. Така да на тој начин вие фактички утре никој не може да докаже дали тоа што вие го поседувате е поврзано со овие хакови, односно со овој колапс на FTX. Така да, значи, моментално има и од него изјава каде што он вели дека тоа не е он и дека нели наводно он нема пристап, значи дури има и негов твит овдека, да, на почетокот, значи негов твит дека тоа не може он да биде. И сега повторно, значи да не заборавиме, многу интересна работа. Прво, претходно во притвор не му беше даден ни пристап до интернет. Додека сега веќе многу работи испаѓаат каде што во моментот кога првпат му се дава пристап до интернет, имаме огромни придвижувања во новчаници кои што се уште не се регистрирани на FTX, дека се под негово практично во негова собственост. Значи, Bitboy Crypto имаше едно од оние интересни истражувања каде што најден е Bitcoin wallet кој што точно во отприлика онаа сума од 250 милиона е трансферирана во моментот кога истиот конечно добива потврда дека ќе биде екстрадиран од Бахамите во Америка за кауцијата да биде 250 милиона. Значи малку, нели, сега иако не може тоа е пак шпекулација на крајот од денот и верувам дека ќе помине многу време пред сето ова да се размрси и да се знае што моментално се случува, затоа што не е само он на домашен притвор SBF, туку и неговата девојка таа Каролина, која што уствари CEO на Аламида е во домашен притвор, исто и тој Гери, како беше, Гери Ванг, мислам дека беше CFO што беше на самата Аламида. Значи идејата е дека сите овие луѓе би можеле да го направат тоа затоа што они сите имале претходно пристап до овие волети. Она што не можам да разбереме зошто овие значи криптовалутите кои што биле превземени од страна на моменталниот CEO на Аламида и FTX, значи сите оние волети морале да бидат испразнети и станали на нови волети. И не може да разберам зошто овие волети и понатаму останале на истите. Значи, вие за да ги заштитите не може да ги чувате на истиот волет, нормално дека секој од овие луѓе ги има фразите до овие волет. Значи, он може, само потребно му е најобичен телефон и он може веднаш да има пристап до сите овие средства. Ова не можам да разберам, само Америка го има ова. Значи, нормално дека вие треба да ги извадите овие средства и да ги ставите на друг hard wallet, затоа што иначе ја гледате што се случува. Значи, првиот момент кога истиот ќе добие интернет конекција и телефон, може само да ги одземе средствата од овие волети, гледаш, поштено ги помина преку миксери и сето тоа е моментално легално на некој волет, а вие оди објаснете дека тоа уствари требало да биде вратено на инвеститорите. Но, нели, кога имате билиони и кога имате платено во соодветни партии, тогаш нема да има проблем кога ќе пратат на домашен притвор и да продолжите да крадете. Америка, демократија. Како и да е. Се уште не е докажано и кај презумцијата на невиност дека innocent until proven guilty се уште во тек, затоа и истиот му е даден интернет аксес и значи мене ова многу ми се допаѓа со оглед на фактот дека ова е буквално играње со правото, кое што моментално во Америка е нивна слаба страна и истото е за жал на штета на многу инвеститори, зборуваме за милиони инвеститори, ама нели следен пат немој да инвестирате во криптоменувачници. Solana, значи вака,
во однос на тоа што се случува со Solana моментално, сакав да најдам одредени објаснувања, одредени, нели, да видиме што уствари се случило, зошто имавме таков голем пад. Сега, иако овој пад, значи, потекнува уште многу одамна. Овој пад потекнува уште од моментот кога беше целата оваа ситуација со FTX. Значи, пред банкротот кој што го објавија FTX, веќе беше започната она пад на Solana, како по market cap, така и по цена. Сега, значи, тоа е на некој начин идентично, но битен е market cap-от, ќе ви покажам зошто. Сега, големиот пад кој што го видовме, кога цената на Solana падна до некаде $8.5, беше поради тоа што најголемите два NFT проекти, The Gods и Utes, моментално се преместуваат, со тоа што првиот оди на Ethereum, The Gods, и Utes оди на Polygon моментално, каде што Polygon дури и му платил на овој проект за истиот да се префрли на Polygon. Polygon, јас мислам дека во следниот bull market ќе биде, значи, не знам, лудило. Само нели, останува да видиме, сега не е разговор за Polygon, значи моментално гледам како се движат дечките на пазарот, значи браво. Останува да видиме, значи не сакам да брзам, но нели, јас затоа инвестирав во нив затоа што имаат голема потенцијал. Сега, овие проекти гледате, значи се обиделе да најдат као да не го повредат самиот екосистем, со тоа што значи на The Gods, кој да е овој Рохун Вора, вели дека моментално самиот Solana не им дава. Значи истиот вели дека самиот Solana не може да им го даде она што им е потребно за и понатаму да продолжат да растат, со тоа што The Gods, интересна работа е што представува 70% од сите продажби на NFTs на Solana. А знаеме дека Solana беше втор по големина после Ethereum, marketplace за NFTs и блокчейн на кој што се минтаат NFTs, така да ова е голем удар за NFT за Solana и тоа го видовме во оној пад кој што го предизвика паѓањето на Solana и дури под $8.5. Со тоа што значи ова е главната причина поради која што го добивме тој пад. Но сакам да напоменам уште, значи јас немам ништо против Solana, дури еве во оваа ситуација на пример многу добро го кажува тоа, само момент. Сега во оваа ситуација, значи Виталик Бутерин, иако нели Solana беше Ethereum killer, значи излегува со позитивна на некој начин анализа за самиот Sol, значи вели дека самиот Solana екосистем има се уште значи интринзична вредност, односно истиот навистина може да продолжи понатаму да постои во криптосекторот и да има соодветен напредок, со тоа што значи идејата, она што го спомнува он самиот е дека значи после моментот кога на овој начин сите оние спекулатори на цената на Solana ќе излезат, остануваат оние кои што навистина веруваат во вредноста на самиот Sol и вредноста на самата Solana екосистем и дека тие доколку и понатаму продолжат да бидат нели оние кои што напорно работат на надградување на овој екосистем на привлекување на проекти, ќе го доведат повторно да биде еден од најдобрите на пазарот, со тоа што ова е познак прашалник, значи колку ќе може да се врати после сето ова не знам, но нели добро е кога некој како Виталик Бутерин кој што има толку искуство и кој што е да речем заложен за еден од најголемите проекти во криптосекторот, излегува со поддршка иако вие сте Ethereum killer, така. Сега, многу битна работа, која што постојано ќе ја спомнам, е фактот дека во моментот кога значи започна целата оваа ситуација и се поднесе банкротот на FTX, значи Alameda држала 1,2 билиони Sol токени. Така. Значи тоа е 1,2 билиони Sol токени, сакам само да напоменам, затоа го држев овдека во market cap-от. Значи, прво треба да погледнеме колку има вкупно, така. Не, се извинувам, 1,2 билиони долари. Значи долари, да. Тоа е уствари фактички колку од market cap-от завземала самата Alameda. Така. Значи, затоа јас уствари сакав да покажам, затоа ми беше битно да го ставам market cap-от. Значи, ова се случува негде околу 11 ноември, така. Значи 11 ноември фактички во оваа ситуација од целиот market cap 1,2 билиони бил поседуван од Alameda директно, така. Значи замислете колку токени се тоа. Значи еве вака. Тоа е 11 ноември, значи еве во оваа ситуација тоа е на овој скок фактички, но нели во овој момент на 11 ноември, значи од 6,6 билиони 1,2 билиони е поседуван директно од Alameda Research. Значи во оваа ситуација тоа би било грубо кажано една шестина да речеме, така. Значи една шестина
од вашиот комплетен токен е поседуван и заглавен на во оваа ситуација на wallet кој што ќе биде ликвидиран со цел да бидат вратени фактички овие средства назад на инвеститорите, а за да бидат вратени нема да бидат вратени во сол, туку ќе бидат продадени. Значи замислете кога 1/6 од вкупниот supply во оваа ситуација ќе бидат истурени буквално на маркетот, замислете кој шок ќе го има цената од тоа. Значи јас не сакам да ве плашам, јас само сакам да бидете реалистични затоа што ова се информации кои што се јавни. Значи 1,2 билиони во долари сол токени на 11 ноември е буквално 1/6 од саплајот на може да видите овдека 1/6 од саплајот на сол, кои што доколку истите се уште се на тој wallet и бидат искористени за да бидат вратени на инвеститорите, ќе направи голем шок на цената затоа што тоа ќе биде се продадено во еден момент со цел да бидат вратени пари во долари на луѓето кои што инвестирале во FTX. Следна интересна работа која што на некој начин упадна во нашите вести е ситуацијата во која што поради одреден хак кој што е настанат на, само да видам како беше точно именува шницата, значи вака, Аврахам Айзенберг, добро, значи ова Breaking Bad, Аврахам Айзенберг моментално на платформата Mango Markets направил хак со кој што украл токени CRV и MNGO, CRV и MNGO или Mango, фактички тој е претпоставувам самиот government токен на Mango Markets, со тоа што значи на 28 декември ова се случува во Порто Рико, а Порто Рико е една од оние ново додадени држави во Соединетите Американски држави. И верувате или не, значи јас кога бев таму не можев да си верувам, но ова представува американско тло, за жал. И сите ги користат како ајде не е бит да не навлегуваме во таа тематика. Значи моментално овие луѓе кои што се фатени, мислам дека се двајца, значи оној главниот е овој Айзенберг, кои што од DOJ, односно Department of Justice во Америка, се фатени и се е покрената постапка против нив. Сега интересно што е, постапката која што се покренува против нив се води во истиот суд во кој што се води и случајот со SEC и XRP, каде што во ова, извинете, SEC и Ripple, значи проблемот што е, што при поднесување на оваа кривична пријава против Айзенберг, значи самиот DOJ, односно Department of Justice, кој што е многу повисок од сите овие комисии, ги нарекува овие два токена или коина commodities, односно тоа се суровини. А ако веќе се суровини, тоа значи дека не може да бидат регулирани под правилата на Комисијата од хартија од вредност. Сега, затоа што и XRP спаѓа во истата она транша на CRV и Mango, значи поради оваа ситуација автоматски, затоа што кај нив правото за разлика од кај кој што се води од закони, кај нив многу повеќе се води од судска пракса и во оваа аналогија фактички ако веќе Министерството за правда ги нарекува овие, односно ги смета за commodities, тогаш автоматски, значи треба и XRP да го смета за commodity, односно суровина, и ако тоа се случи, автоматски целиот овој случај опаѓа. Не значи дека тоа ќе се случи, но е интересен момент кој што верувам дека адвокатите на Ripple може да пробаат да го искористат во сопствена корисно, останува да видиме, но е интересна вест која што сакам да споделам со вас. Исто така Ripple моментално на една од оние мали држави, Палау, на фактички ова е Микронезија, значи оние мали острови под Сингапур над Филипините, сите оние, ако сте виделе буквално како посипано со острови целиот тој дел од океанот, значи оваа мала нација Палау моментално во соработка со XRP се обидува да направи свој сопствен CBDC проект и XRP фактички го развива овој проект во името на оваа нација, што е доста интересно, значи повторно зашто држава би го земала Ripple за помош кога истиот моментално е негативен, е во суд, е криминален и слично. Cardano е number one блокчейн по development activity за 2022 година, што значи дека на овој екосистем имало највеќе изградба, односно највеќе активност на девелопери и број на нови апликации, нови проекти и слично. Со тоа што 2022 година не Solana, не Ethereum, не сите оние други, туку Cardano е тој што има највеќе практично изграден. Значи, баш затоа и ги сакам овие постои, значи, што вела this did not age well,
Значи, ово е еден од оние Bitcoin Maxi, кој што вели дека Cardano е ghost chain и дека нели нема ништо на него, не постои. Тоа е пред една година. За после оваа година блокчейн кој што највеќе има изградено, со тоа што ова е нешто што е јавно, односно на самиот GitHub, онаа платформа каде што може да се види активноста на девелоперите, не само активноста, туку и колку нови скрипти има внесено, колку е, че гледате овде дека ова е работните часови кои што ги посветиле девелопери на работа на овој екосистем, кои што се измерени преку активноста преку GitHub. И значи се тоа покажува дека Cardano неприкосновено победува во оваа сфера, значи во целата криптосфера. И дополнително да не заборавиме уште некои интересни податоци, а тоа е дека моментално, значи вака. Number of native tokens зголемува за 192%. Односно ова се native токени, тоа се нови проекти кои што развиле своји токени на самиот екосистем на ADA. Значи, Wallets 47% се зголемил бројот на новчаници кои што држат моментално Cardano. Plutus скрипти, знаете сами, Plutus представува јазикот на кој што се програмира на ADA. И значи имаме 394% зголемување на бројот на скрипти за разлика од 2021 година. Трансакции 139% и Delegated Wallets 27%. Значи Delegated Wallets е она кога вие фактички ги делегирате вашите ADA токени во пулови, каде што добивате staking reward затоа што ги поддржувате овие пулови. Значи генерално она што е добро да се види од целата оваа ситуација е дека Cardano навистина расте и ако мене ме прашувате со оглед на фактот дека доаѓаат надгрби како Mithril, како Hydra. Значи јас одвај чекам да видам што ќе се случи кога тие ќе стапат на сила, кога Cardano ќе се претвори во не знам, во многу голем компетитор на сите оние големи играчи во криптосферата, па и пошироку, но нормално останува да видиме како ќе биде резултатот од сите овие надграбби, со оглед на фактот дека Cardano се уште има две цели сфери во кои што треба да се развива, значи се уште не сме ни влегле во Voltaire. Но нели, сето тоа останува да го видиме. Јас и понатаму верувам дека Cardano ќе биде еден од најголемите криптопроекти на светот. Секако, значи дури да сум грешка, затоа и не држам се во еден проект, значи и тоа е само 1% од моето портфолио. Секогаш треба да бидете спремни за потенцијална грешка, затоа подобро е да не инвестирате никогаш се во една карта. Така и јас, на пример, имам само дел од моето портфолио во Cardano, со тоа што правам диверзификација со цел да го намалам ризикот на моето портфолио. Следна интересна работа е тоа дека проект кој што се развива паралелно на самиот Cardano, а тоа е проект од DeFi секторот на Cardano, или во оваа ситуација најголемиот проект на DeFi секторот на Cardano, кој што се нарекува Koti Network, истиот треба да биде и она Layer 1 солуција изградена како сайдчейн на Cardano, која што ќе го овозможи JET стейблкоинот, значи тоа е нов алгоритмичен коин JET, кој што очекуваат дека ќе биде еден од најдобрите и кој што треба да се користи највеќе на Cardano блокчейнот, значи затоа и native stablecoin. Сега интересна работа не е само stablecoin, значи тоа е една од најголемите вести, но Koti Network со своето развивање на Multi-Tag 2.0 протокол, значи фактички станува сайдчейн на Cardano кој што има Layer 1, односно станува самиот по себе смарт контракт платформа. Затоа истиот ќе може JET како своевиден блокчейн проект да се развива на Koti Network како сайдчейн на Cardano, затоа што Koti Network сам по себе представува моментално смарт контракт платформа и не само тоа, туку вели моментално Koti Network со овој апгрейд ќе нуди на приватни компании да развиваат свој private payment network, односно PPN, за наплати за се што им е потребно. Во превод, вие имате компанија која што е потребно да има некоја соодветна наплатна служба, фактички вие ќе можете тоа да го правите преку самиот блокчейн на Koti Network, кој што е нели сайдчейн на Cardano, и на тој начин фактички он ви го возможува софтверот преку кој што ќе може да ги правите овие наплати. Чи доста интересно, ќе видиме како се тоа ќе се развива. JET, јас искрено имам навистина намалена доверба во овие алгоритмички стейблкоини со оглед на фактот дека Terra Luna и не беше толку добар пример за тоа, а останатите немаат интерес да речеме да инвестираат во ваков тип на стейблкоини затоа што се малку ризични со оглед на фактот дека бараат втор коин кој што треба да го балансира фактички пегот на првиот коин во однос на она што е нели врзан, дали е тоа долар или некоја суровина и слично или акција од вредност,
Но, нели, целата таа работа моментално се уште не е доволно развиена за да можеме да веруваме. Како и да е, досега Cardano не потврлил, да се надеваме дека нема да потврли и ова. Останува и понатаму, нели, да видиме како историјата ќе се развива. И интересна работа која што сакам да ја покажам, ќе поразговараме за оваа страна која што е CoinATM Radar, значи гледате coinatmradar.com, која што ви ги покажува сите ATM банкомати за криптовалути. Со тоа не значи дека ќе бидат само за биткоин, значи гледате има цела листа на моментално криптовалути кои што може да ги замените на некој од овие банкомати. Со тоа што, значи интересно е тоа што моментално имаме на некој начин направено за кој ќе намести повеќе банкомати. Значи Салвадор беше на трето место откако нели го прифати Ethereum биткоин како legal tender и истиот постави 200 банкомати во текот на оваа година, со тоа што моментално две држави го превземаа неговото место, а тоа се Шпанија со 215 и 226 моментално во Австралија. Сега зошто е тоа битно? Значи само да ви покажам, моментално има 38.611 банкомати за криптовалути, не само за биткоин, туку за сите криптовалути. Така, со тоа што, значи и моментално на 334.000 практично места може да се купува или продава со некоја криптовалута. Че ова се на некој начин доста битни така речено статистички податоци и 79. Знаеме дека има околу 200 држави во светот, 79 веќе имаат некој од овие, дали имаат банкомати или имаат некој сервис кој што моментално користи криптовалути, што е доста интересна работа, со тоа што е овдека може, значи на истата, доколку отидете наиздоле, може да најдете држави, значи само не каде беше, не најдоле, најгора. Значи countries, и ако отидете на all countries, ќе ве даде оваа листа каде што може да видите секоја држава и колку локации има каде што имаме моментално банкомати. Со тоа што и Малта има еден, доста близко до мене, интересна работа, но како и да е, на оваа страна може да најдете и како се прави тоа, значи има инструкции каде што може да видите како може да го направите тоа, односно, гледате, значи овдека како да користите еден банкомат за биткоин или за било која криптовалута, значи имате сликовити со видео фактички инструкции како се користи. Сега ова ви го кажувам со тоа што знам дека некои од вас понекогаш сакаат да извадат крипто или да сменат, а кај нас на пример не дозволуваат со оглед на фактот дека мене тоа не ми е потребно. Значи нашите кредитни картички и дебитни картички може да ги поврземе директно или со Binance или со Kraken или со што и да е и директно можам да правам трговија, значи on и off рампи јас веќе имам. Но за оние кои што немаат, ова е доста позитивна, доста интересна страна со тоа што значи можеме да погледнеме каква е ситуацијата моментално кај нас. Значи во Македонија нема, колку што знам ја, но затоа верувам дека некаде околу нас има, само не знам зашто не ги дава. Значи може да ги најдете и според држава, едноставно само најдете некој од локалните држави околу нас, верувам дека ќе ви помогне доколку сакате да замените пари, но она што е интересно е дека моментално имаме на светско ниво, значи ова сакам да го покажам. 506% зголемена бројка на банкомати инсталирани низ целиот свет од јануари 2020 година до сега. За 2 години 5 пати се зголемила бројката на инсталирани ATM, односно банкомати. Тоа многу ни покажува значи како се движи моментално адаптацијата низ целиот свет, со оглед на фактот дека оние првите кои што постојано велат дека се уште не знаат што ќе прават околу крипто, има 33.000, односно скоро 34.000 локации на ATM низ светот, низ нивната територија. Значи тоа ви кажува за лицемерието на тоа колку они не сакаат. Значи да, тоа е комбинација. Значи не уствари тоа се ATMs, да, 33.000 од 38. Само 5.000 има надвор од Америка моментално банкомати. Тоа ви кажува за лицемерието на самата држава и колку наводно не сакаат крипто, а имаат 99% од значи сите банкомати во светот. Но како и да е, значи самата зголемено со 500% ви кажува дека на вистина имаме голем напредок во однос со тоа колку повеќе луѓето имаат потреба од ваков тип на машини. Со тоа 79 значи од 200, тоа е некои добри 35% од сите земји во светот кои што се инволвирани на еден или друг начин во крипто сектор. Иако може би ова видео беше малку подолго, не, 1 час, значи не знам, не можам да направам помало видео од 1 час, се обидувам, но не оди. Како и да е, извинете.
Значи, знаете и сами дека еден час во денот за вашата иднина мислам дека и не е толку голема жртва, со оглед на фактот дека ја користам барем 2 или 2,5 или 3 некогаш за да го направам ово видео, но како и да е, мене ми е исклучиво задоволство да го правам со оглед на фактот дека на вистина ова е на некој начин добре дојдено од групата која што се уште работи со мене и како што кажа се уште додека има поддршка од ваша страна, ќе има и канал, ќе има нови содржини, ќе има едукација и ќе работиме како заедница на понатамошно поставување во однос на следниот bull market 2024-2025 година. Како и да е, уште еднаш ви благодарам за тоа што ги следите нашите содржини постојано и уште еднаш се надевам дека ќе продолжите и понатаму да го следите нашиот канал. Утре ќе добиете техничка анализа, а за понатаму ќе видиме како ќе налага моменталната ситуација и оно што се случува на пазарот. Ви благодарам уште еднаш, имајте добар ден и поздрав од Crypto Gaming.